Здраво, јас сум Симон од Големата вода и сум басист. Здраво, јас сум Лука Петковиќ и свирам во Големата вода лид гитара и во бик. Па, в принцип, као албумјарот и вокалистот ми се мене бардучеди, двајца се браќа и настана пред повише од година некај септември, со тоа дека секад ја и вокалистот Јован што сме, збориме за како нонстоп сакаме да почнеме некој бенд, нешто по-хардкор, трето, четврто и така еден ден се собравме кај нив дома и направивме така мини проба да се каже и беше доста интересно, потоа паравме басист и го викнавме Симон. Па имавме друго име, прво требаше Монохром да се викаме, али има истото име, Монохром и бевме око преблиско сме географски за да се викам исто, а се активни уште. И баравме друго име и девојка му на Јован Марта, го предложи Големата вода, ни се свиѓаше како звучи, ние не имавме читано книгата тогаш. Ама го земавме името и после свативме дека ствари многу добро име, има многу значење, онака случајно, прилично случајно беше тоа. Требаше прво да биде као New Wave свирка од 3-4 бенда, од тие што сме така поблиски жанровски, да се покажат како звучи новиот бранд. И тоа требаше да биде на кај ноември-декември, ама бевме презафатени. Тек сега стигнавме да го правиме и свативме нема поинта да правиме фестивал што го покажува новиот бранд, без сите бендови да ги вклучиме. Сега не се сите баш, ама повеќето. Повеќето што беа активни претходнава година и во секој случај година да го правиме пак би било со бендови кои биле актуелни претходната година и активни. Воедно дека Лаб отвори нов простор што е доста погоден и воедно мене барем многу ми се свија премногу. Одлучивме да биде дводневен фестивал, со тоа дека не знаевме колку работа не следи, но се турка. А за името беше случајно исто со името со дуќанот на Симе. Другар Гого го предложи, он е исто еден од организаторите. И да, случајно го предложи, после свативме дека исто името и му звоневме на Симе, оке. И сега сме некоја соработка со него, со картите, со постерите, он помага и се надеваме дека и ќе се снима фестивалот, но тоа е ќе... И аудио и видео, да. Двата дена имаме ко хедлайнери, да се каже. Да. Корка и животни. Тие се како главните највеќе што се истакна. Корка сум многу работа низ целата година, животни вака при крајот извади, ама е многу супер издание. Предобар албум, да. И мене лично ми се лези Dream War, мислам, барем за нивната жанра, мене многу ми е, баш сакав да убациме некој поразличен бенд жанровски, дека си тука негде shoegaze, пост-хардкор, пост-рок, све. И LSD баш ми се Outliers на добар начин, многу ми се свиѓа нивната музика. Да, што ќе кажам кој ќе излезе или да не важи? Да, мислам, ќе кажеме дека ќе биде малце после фестивал. Значи, таа недела се надевам. За тоа дека све е готово, ние се сликавме баш пред некој ден за албум каври за CD-то и се тоа. И сега сме баш на последните чекори како би личало, што би пишувал на албум каверот, како би личало естетски и што не. И тоа имаме некои нови песни спремни, што вајде ќе ги свириме на Restart фестивал, ама има време за тие дека се чујат сниме. Мислам дека главната разлика, ја малце го гледам како продолжеток на претходниот, дека не се многу години разлика, како 5 години разлика се од како произведува Луфтанза, Занаду, Харакири, Тивоград, Голопланински. Да, голопланинскиот бранд да се каже, ама... И ние сме голопланински. Да, ама ете 4 години сме разлика у звук да се каже, не знам. А со тоа дека во новиот бранд има повеќе елементи би рекол од shoegaze. И тоа доста, дури метал бендовите многу елементи од shoegaze имаат во нивните песни. И тоа мене многу ми се свиѓа. Исто така, мислам, покрај алтернативниот рок и сето тоа, има многу
панк, метал бендови, хардкор бендови, треш бендови што произлива кои исто мене премногу ми се свиѓа. Кај се движи брадот не знам. Ама мене многу ми се свиѓа што може да стане за пример 4 години, ако сега е ваков што ќе биде во иднина. Тоа ќе е најтешкото, мислам дека да не стагнира, пак дека има трендови на Интервали, да интервали пред 5 години до таа да се тоа почне и може да стагнира, се оди надолу и сега пак се крива. Би рекол, ама треба да се задржи некоја... Треба да е конзистентен. Да, да има цело време нови бендови. Смятам дека ќе се инспирираат некои од нас, кои што ние сме имаме инспирирано од тие пред нас. И така да се продолжи општо културата и градот да се развија. Да, мислам дека тоа ќе се деси, дека тоа дефинитивно ќе се деси. Со моментот е дали ќе има доволно млади луѓе во Македонија кои би го сакале тоа да го работат и би можеле тоа да го работат, дека има многу надворешни фактори тука кои не е само до луѓето, не е само до сцената, дека до парите. До парите, главно и до државата, сега не да сум таков, ама Да. мислам дека алтернативната сцена, алтернативната музика многу ќе се прошири низ целиот свет и до некој дел ќе стане и стандард како што веќе станува во многу странски држави. И сега моментот е дали само ќе има начин... Многу балкански држави исто е. Да, тоа е супер, но дали ќе има мотив, иницијатива за да се прават такви ствари, место да се прават во друга држава. Дали ќе има доволно луѓе за да го прават. Не е проблем од луѓето, мислам дека буквално баш парите, дека има многу луѓе што го работело ова, ама не го работат само ради фактот што повеќе пари ќе прават на некој друго место. Дека пак повеќето луѓе што сега за тоа и како заедница делува и да го прават од мерак. Пас. Голема вода. Ајде вода ги кажеш. Мислам повеќе идам на кај ракија се, ама пак ќе кажем пиво. Пиво, да. Дали треба да покажам или да се искажаме вистински како се чувствуваме? Бајда. Тоа не копче. Добре, сега мора да знаме што ќе Тоа е патент. Добро, ова копче. Тоа не е ни копче, тоа е кајш. Не имам копче. Не копче вака се, тоа е кајш отвораш да го има. Ами имам копче Тук на... система, брат, не е исто. Имам копче тук. Не е исто. Имам копче. Него, тоа копче. Тоа копче.